Продолжуваме со разговорите со Бога во 4-то поглавје. Почнува авторот. Ме инспирираш? Па ако Бог не може да те инспирира, тогаш кој може по ѓаволите? Секогаш си толку несериозен? Не го замислував тоа како несериозност. Прочитай повторно. Аха, гледам. Да, но би било во ред да сум и несериозен, нели? Не знам, навикнав Бог да е сериозен. Направи ми услуга и не ограничувај ме. Направи го тоа и за себе. Се случувало да сум духовит. Би рекол дека морам да бидам таков кога ќе погледнам што сте направиле во животот, нели? Мислам, понекогаш морам да се насмеам на тоа. Но во ред е, бидејќи знам дека на крајот се ќе биде добро. Што подразбираш под тоа? Бог одговара. Мислам дека во оваа игра не можете да изгубите. Не можете да сгрешите. Не е дел од планот. Не постои начин да не стигнете онаму каде што сте тргнале. Не постои начин да го промаршите одредиштето. Ако Бог е вашата цел, имате среќа. Бидејќи Бог е толку голем што не можете да го промаршите. Ама тоа е голем товар. Многу се грижиме дека некако ќе сгрешиме и никогаш нема да успееме да те видиме, да бидеме со тебе. Мислиш да стигнете во рајот? Да, сите се плашиме од одењето во пеколот. Од почетокот сте се ставиле таму за да избегнете да не одите таму. Интересна стратегија. Повторно си несериозен. Не можам да се воздржам. Целата оваа работа околу пеколот го предизвикува најлошото во мене. Па ти си вистински комичар. Толку долго ти требаше да сватиш? Дали во последно време си погледнал на што личи светот? Доаѓам до следното прашање. Зошто не го поправиш светот, наместо да дозволиш да оди по ѓаволите? Зошто ти не го поправиш? Немам таква моќ. Безсмислица. Имате моќ и способност веднаш да го решите проблемот со гладот во светот, да ги излекувате сите болести во овој момент. Што би се случило кога би ти кажал дека медицината ги крие лековите, одбива да ги одобри алтернативните лекови и постапки, бидејќи се закануваат да ја загрозат структурата на лекарската професија? Ако ти кажам дека владите во светот не сакаат да го запрат гладувањето, дали би ми верувал? Тешко би прифатил. Знаеме дека тоа е популарно гледиште, ама не верувам дека е вистинито. Ниту еден доктор не сака да го скрати лекувањето, ниту еден владетел не сака да ги види своите луѓе како умираат. Ниту еден доктор посебно. Тоа е вистина. Ниту еден владател. И тоа е точно. Но, лекувањето и водењето политика стана институционализирани, а институциите се противат на тие настојувања. Понекогаш многу досетливо, понекогаш дури и несвесно, ама неизбежно. Бидејќи за нив тоа е прашање на опстанок. Едноставен и очигледен пример е дека докторите од Западот ја негираат успешноста во лекувањето на докторите од Истокот. Кога би прифатиле и признале дека одредени алтернативни начини можат да излекуваат, тоа би значело дека го загрозуваат самиот материјал од кој е склопена целата институција. Тоа не е злонамерно, но е подмолно. Професијата не го прави тоа затоа што е злобна, го прави од страв. Секој напад е повик за помош. Тоа го прочитав во курс по чуда. Го ставив во курсот. Имаш одговор за се.
Се потсетив дека само што почнавме со разгледување на твоите прашања, разговаравме како да го поставиш својот живот на правиот пат. Што да направиш за да тргне на подобро. Расправав за процесот на создавање. А јас постојано те прекинував. Во ред. Да се вратиме на расправата. Не сакаме да ја изгубиме нишката за нешто што е многу важно. Животот е создавање, а не откривање. Не живеете секој ден за да откриете што има да ви даде денот, туку тоа да го создадете. Секоја минута ја создавате стварноста, веројатно и не знаејќи. Еве зошто е така и како се одвива. Под 1. Ве создадов по Божја слика и подобие. 2. Бог е Творецот. 3. Вие сте 3 битија во едно. Можете да ги наречете овие 3 аспекти на битието како сакате. Отец, Син и Свет Дух, ум, тело и душа, свест, подсвест и надсвест. 4. Создавањето произлегува од овие 3 дела на битието. Со други зборови, создавате на 3 нивоа, со помош на мислите, зборовите и делата. 5. Секое создавање почнува со мисла, произлезена од Отецот, потоа се придвижува кон зборот, барај и ќе добиеш, кажи и ќе биде сторено, и се остварува во дело. Изборот стана тело и живееше меѓу нас. 6. Она за што размислувате, а за што никогаш потоа не зборувате, се создава на едно ниво. На друго ниво се создава она за што мислите и зборувате. Она што го мислите, зборувате и го правите, станува очигледно во вашата стварност. 7. Да мислите, зборувате и да правите нешто во што не верувате е невозможно. Затоа, создавањето мора да вклучува верба или знаење. Тоа е целосна вера која е поголема од надежта, спознавање на известноста. Со својата вера ќе бидеш излекуван. Затоа, действувањето секогаш го вклучува знаењето. Тоа е извор на јасност, целосна известност, тотално прифаќање како реалност на нешто. 8. Ваквата состојба во која едноставно знаеш нешто со длабока увереност е состојба на силно и неверојатно признание. Тоа е за благодарување однапред. Можеби тоа е и најголемиот клуч на создавањето, да се биде однапред благодарен за создавањето. Таквото безрезервно прифаќање не само што е дозволиво, туку е и поттикнувачко. Тоа е сигурен знак за голема умешност. Учителите однапред знаат дека делото е веќе сторено. 9. Уживајте и славете се што создавате и што сте создале. Отфрлањето на кој било дел би значило и отфрлање на дел од себе. Што и да се представува сега како дел од вашето создавање, примете го, усвоите го, благословете го и бидете благодарни. Не осудувајте го, зашто тоа би значило дека се осудувате себе си. 10. Ако постои некој вид создавање за кој сваќате дека не уживате во него, благословете го и едноставно сменете го. Повторно изберете. Повикајте нова стварност. Помислете нова мисла, изговорете нов збор, направете нова работа, направете го тоа величествено и другите ќе ве следат. Барајте го тоа. Повикајте ги. Кажете, јас сум животот и патот, следете ме. На тој начин се искажува Божјата волја на земјата како и на небото. Зошто не се одвива така кај повеќето од нас, ако е се толку едноставно, ако се што ни треба се овие 10 чекори? За сите се одвива на овој ист начин.
Некои го користат системот свесно, а други несвесно. Други и не знаејќи што прават. Некои чекорат целосно будни или чекорат во сон. Но сите ја создавате својата реалност. Создавате, не откривате, користејќи ја моќта што ви ја дадов и процесот што го опишав. Значи, праша кога твојот живот ќе тргне и ти одговорив. Од тебе зависи дали животот ќе ти тргне, но прво мора јасно да размислуваш за тоа. Размислувај што сакаш да бидеш, да поседуваш или да работиш. Често размислувај за тоа додека не ти стане сосема јасно. А потоа не мисли на ништо друго. Не замислувај други можности. Отфрли ги сите негативни мисли, си од песимизам. Ослободи се од сомнежот. Ослободи се од стравовите. Истренирај го својот ум и цврсто држи се до првобитната творечка мисла. Кога мислите се постојани и јасни, почни да ги искажуваш како вистини, гласно изговарај ги. Употреби голема изјава која ја повикува творечката моќ. Јас сум. Кажи им, јас сум на другите. Тоа е најсилната творечка изјава во универзумот. Се што мислиш, што и да кажеш после зборовите јас сум, ги придвижува искуствата, ги приближува. Не постои друг начин на кој универзумот знае да действува. Не постои друг пат по кој се движи. Универзумот одговара на јас сум, како што би одговорил и духот од шишето. Велиш, ослободи се од сомнежот, песимизмот, отфрли ги стравовите. Како да велиш, оди купи леп. Но тие работи е полесно да се изговорат отколку да се направат. Отфрли ги сите негативни мисли. Може да се прочита и како качи се на Монт Еверест предручак. Прилично голема наредба. Совладувањето и контролирањето на мислите не е толку тешко како што се чини. И качувањето на Монт Еверест не е толку тешко. Се е работа на дисциплина. Прашање на намерата. Првиот чекор е да научиш да ги следиш сопствените мисли. Да размислуваш за она за што размислуваш. Кога ќе се фатиш дека ти доаѓаат негативни мисли кои ја негираат твојата највисока идеја за нешто, мисли повторно. Буквално направи така. Ако мислиш дека си потиштен, дека си во неволја и дека може да се случи само нешто лошо, мисли повторно. Ако мислиш дека светот е лош, исполнет со негативни случувања, мисли повторно. Ако мислиш дека животот ти пропаѓа и ти се чини дека никогаш нема да можеш повторно да го составиш, мисли повторно. Можеш да се обучиш да го правиш тоа. Види колку добро си извежбан да не го правиш тоа. Авторот. Ти благодарам. Никогаш ова не ми било толку јасно прикажано. Би сакал да е лесно да се направи како што е лесно да се каже, но барем сега го разбирам. Така ми се чини. Бог завршува. Па, ако треба да ти повторам, имаме на располагање неколку животи. Толку е 4-та глава, продолжуваме во наредното видео со 4-то поглавје.